Поштовани гледачи, ви посакувам добре дојде во попладневното издание на емисијата Очи во очи на телевизија 24. Македонија ќе треба некаде до октомври да ги започне односно ја започне и да ја заврши процедурата околу измената на уставот. Секако, доколку сака да продолжи по евроинтегративниот пат и согласно оние рокови кои се предвидени со францускиот предлог. И тоа дополнително се потврдува и со изјавата на специјалниот пратеник на Германија за Западен Балкан, Мануел Сарацин, кој инаку се наоѓа во Софија и кој таму во интервју за националната телевизија, токму околу уставните измени, даде коментар. Пред се околу изгласаната резолуција на Бундестагот, со кој тој вели дека недвосмислено се потврдува македонскиот идентитет, јазик и култура, и дека всушност сега се влегува во клучната фаза, која е всушност во рацете на Македонија, клучната фаза, а тоа е промената на уставот. Цитирам, вели: "Сите сакаме бугарите да бидат запишани во основниот закон и тоа треба да биде финализирано. Но за да се случи тоа, парламентот во Скопје мора да има мнозинство." Инаку сите сакаме, само парламентот сега да се убеди. Добро, продолжувам со цитатот. "Иако никој во Бугарија не сака ништо да им одземе на македонците, важно беше Германија да даде знак и да ја увери Северна Македонија дека ќе може да чекори по патот кон членството на ЕУ како македонци. Но во исто време, за да ги започнат преговорите за членство, тие мора да го поддржат договорот постигнат пред една година, кој вклучува измени на уставот, односно усвоениот од страна на Македонското собрание француски предлог. И еве сега гледате, сте го прифатиле, морате го спроведете. Односно, како што вели Сарацин, рамката за преговори е наведена, согласно францускиот предлог, уставните измени се дел од оваа рамка и тие мора да се гласаат. Односно, дека можете да ја прифатите оваа понуда или не, како што вели Сарацин, продолжувам со цитатот, дури и да се појават идеи за нови преговори со Бугарија, ние нема да ги поддржиме. Нема да ја менуваме преговарачката рамка. Во спротивно, тоа ќе се претвори во бескрајни преговори само затоа што некаде има нова влада. И ете, гледате, како тие бескрајни преговори со децении наназад не се ништо посебно, но затоа ако сте прифатиле минатата година предлог на ЕУ, во кој се внесени бугарските барања, тука веќе нема што да очекувате и дополнително да нудите идеи. Прифатете ја оваа понуда или не ја прифаќајте, но нормално, ако сакате да продолжите, мора да ја прифатите. Власта и опозицијата во Германија ги поддржуваат промените во македонскиот устав, завршил Сарацин. Значи, уште ние и мнозинството, како што вели, поддржува, уште, значи, ете во парламентот и се ќе биде решено. И всушност, ете, ова е темата, што мислите, како ќе одат работите, имајќи предвид дека и власта и опозицијата најавуваат работно лето, а ова ќе влезе во некаде околу есен, што значи дека ќе биде жешка есента. Велам, и власта и опозицијата велат дека работно ќе го поминат летото, но секој со своите позиции. Во таа смисла, колку што власта е уверена дека ќе обезбеди поддршка за уставните измени, дури и министерот за надворешни Османи ја изнесе тезата дека има опозицијски пратеници кои би дале поддршка на уставните измени, во исто време од ВМРО ДПМН и понатаму велат дека нема да се случи, како што вели Мицковски, под бугарски диктат, односно, како што Мицковски изјави дека ако еден пратеник гласа за уставните измени, тој ќе си оди
односно ќе си поднесе оставка ако еден од неговите пратеници замине од другата страна, и тоа е негов дециден став дека уставни измени, како што кажав, под бугарски диктат нема да има. И ете, сега сме, значи, помеѓу она што треба да се направи од наша страна и очигледно, еве, гледате она на што ни укажува. Ова сепак не е било кој, како што кажав, значи, Мануел Сарацин е токму специјален пратеник на Германија за Западен Балкан. И вели, време е за решенија, но тие нема да сменат ништо околу преговарачката рамка. А за да дојдеме до решение, мораме ние да ги направиме уставните измени, да ги спроведеме, а сега е време тоа да се направи. Така да некако ете, од таа негова изјава дадена за бугарскиот медиум е исклопена темата, дека е време за решенија, нема промена на преговарачката рамка од страна на ЕУ, а уставните измени се дел од неа и ако сакаме, ние мораме да ги направиме. Прифатете или не прифаќајте. 6091-924, 6091-925, пак се телефонските броеви за вие да бидете дел од дискусијата која ќе водиме на оваа тема. Добар ден, побелехте за првиот гледач. Добар ден. Добар ден, Исо. Ве поздравувам, побелете. Ве поздравувам и јас. Благодарам, побелете. Па видите сега. Може би ќе делува контрадикторно, но првин Германија и Франција си ги среде таму кај неа тие курдите и муслиманите, гледате што се прави, па после да кажува за Македонија. Оти само името и остана на Германија. Таму нека и даде на тие право, па тогаш овде нека се сугерираат. А ние без тоа и бугарите да не ги внесеме во уставот, ние секако сме окупирана територија. Западна Македонија ви е албанска, источна ви е ромска. Се котат како гниви. Еве сега и јужниот дел го зазимаат. Се котат. И сега ќе ми кажете вие за бугарите. Мене не ме засега толку за бугарите. Бугарите не можат ништо да ни земат. Тоа има тука некој се опасуваше да си имат некои уставни права и така ти реков ми рече. Него јас се од овие домашните секирам. Споменици имат по 20 метара. Една плоча немате во веќе ставено. Еден градоначалник ви кажа за еден збор, ние да не отиде од овие патриотите, да дигне джафа пред влада. Како бе тој на плоча не можеме да ставиме во веќе, а вие споменик дигат од 200.000 евра? И сега овде патриоти ми се кажуваат. Значи, вие дома сте окупирали, да знаете. Се шири во Македонија исламот на големо. Пардон за некој, што има чувство, како што треба. Сите не се прсти на ракави исти. Но, тоа вие се држат. Нема за ни суд, нема ништо. Се условно ги осудуваат. Направат кражби, тепачки, се и свашто условно. И сега ќе ми кажете демократија во Македонија. Нема ништо бе. Македонија е окупирана земја. Како сака така ви играт. Ви качуваат цени, ви симнуваат топло-ладно ве отепаат. Толку имам да кажам и бидем и поздравен. Благодарам, поздрав. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете, добар ден. Благодарам. Овака Сарацин изјавата негова на некој начин мора да прифатиме сака или неќе. Ние сме се согласиле да направиме промени во уставот, тоа и према францускиот договор, меѓутоа од друга страна, значи други промени према Бундестагот не може да има и не сме да има, значи така да ние сакале или неќе, ние не можеме да ги избркаме сите граѓани кои живеат во држава кои нам не ни одговараат. Значи имаме албанци, срби, босанци, турци, грци, уште што немаме. Значи ги имаме сите што се вика бој од цел свет. Меѓутоа, тие кои изразиле желба, кои сакаат да бидат внесени во нашиот устав, кои се чувствуваат дека се дел од оваа држава. Значи, но тие ниеден друг освен македонците не може да биде државотворен народ. Сите тие може затоа што тие изградиле куќи, направиле бизнис, плаќаат данок во државата, децата се школуваат тука. Значи, на некој начин ние треба да ги прифатиме тие граѓани, затоа што условот
за да влеземе во Европската заедница е тој. Друг избор немаме, сакали или неќе, ние мораме што се вика да го прифатиме тој предлог и најкасно негде до ноември, декември, кога е тоа само точно не знам. Значи треба да се реши и ден порано да почнеме да ги отвараме кластерите, да можеме што се вели да бидеме дел од таа Европа и доста од тоа сегашно да речеме арамилаци, кражби, суди, не знам кои работат на свој чеф, значи на тој начин, значи ќе биде се под контрола и не може некој да прави онака како што сака. Сите ќе бидеме на некој начин ставени во рамка. Благодарам, поздрав. Ви благодарам, ви поздравувам. Во исто време пак Урсула фон дер Лајен укажува на важноста од интеграцијата на Западен Балкан во ЕУ, дополнувајќи дека исклучително важно или дел од таа интеграција треба да бидат и Украина и Молдавија дури. И дека е тоа, велам, значи, и тоа како практично се подразбира и географски, но и во било која друга констелација. Наспроти тоа гледате Сарацин, но и не е само тој, но ете денеска од Софија, тој потенцира всушност токму дека нема да има други преговори, ниту друга понуда. Рамката за преговори е наведена, уставните измени се дел од неа и тие мора да се гласаат. Нема друга понуда. И сега интересно е, значи, ако преговарате со некого, дури и договор кога имате, па правите анекс на договорот. Ако има некоја измена, се додава нешто, се одзима. Со согласност на двете страни, затоа е договор. Се договараат двајца. Или повеќе страни, се едно, некој конзорциум, па би во собранието или било каде во парламентарниот систем имате амандмани и тие се всушност на некој начин дополнувања на законите. Во овој случај од една страна имаме, гледате, уверување дека е неверојатно важно и дека се подразбира, ние сме дел комплетно Западен Балкан, не само Македонија и неразделни во пакет. Од друга страна, ете се вели дека, сакам да кажам и се едно, изгласан прифатен францускиот предлог. Поминат година дена, може би има нови моменти, нови околности. Имаме резолуција на Бундестагот и слично. Не велам нужно по однос на внесувањето на бугарите. Тој француски предлог не се однесува или не го опфаќа само внесувањето на бугарите. Има и уште 4-5 точки најмалку. Може ли, значи, во текот на... Тоа е долгорочен процес, во текот на реализацијата, затоа што договорот не е спроведен. Договорот, всушност, завршува со отворањето на, односно почнувањето на преговорите. И тоа и вели Сарацин, дека следниот период е лето на вистината, но лето на вистината е во рацете на Македонија, според него. Тие, гледате, не остава можност воопшто за било каква дискусија. Значи, во однос на тоа дали до крајот на годината ќе се започне втората меѓувладина конференција и ќе се продолжи со отворањето на преговорите. Но тоа зависи од Македонија. Нема опција или не нуди опција воопшто ЕУ. Од една страна уверуваат во важноста и необходноста да се интегрираме, заеднички проект, заеднички договор, од друга страна не даваат опција да се дискутира воопшто за евентуално некои условно модификации кои можеби како резултат на временската дистанца, во смисла на подобрување дури. Ви имате подобрување, нели, усовршување на нешто. Па правите нова брошура, возилото е модернизирано, па излегува модифицирана брошура понатаму. Се со цел напредување на квалитетот. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Благодарам, повелете. Вака, излагања и од ваша страна се можеби онака шарени, убави, нели, за слушање и да поверува човек, ама знаете како, кога го дадовме името, што ни беше обеќувано? Вие рековте никој не е било кој Сарацин. Тој дали е Сарацин, дали од Сарацените,
Тоа не знаеме, значи секој нека си го толкова што рече мора. Не, види едно што мора само да се умре, ништо повеќе не мора. Втора работа, кога пак ќе се навратам, кога дадов името, што ни беше, ви рековте, дојда од булдожерите, кој дојда тогаш? Кај се тие сега? Значи све е пролазно, Бисо, све е пролазно. Така. Кај Меркел, кај Јоханес Кан, кај оној што беше виетнамецот, Хојтли, Мојтли, красајци криви. Значи кај се тие луѓе? Еве кај се да се појава да дадат, кај што не дојде еви во Слуга кога беше, значи треба се прикази за мали деца бе луѓе. Отидено е све ова кај што не треба доди. Сега ова е само мачкање очи, така ние сега тука да си се залажуваме едни со други. Нати го, дај ми го ти мене, војводеа тебе сердаре и така е таа работа. Иначе дека од тоа нема да биде ништо, се дека тие реформи убаво кажа холандскиот амбасадор дека ништо нема од тоа. Ако не биде Бугарија, ќе биде некој друг и се така ќе се ашкаме, ќе се ашкаме до бескрај во целава ситуација со иначе дека само бугарите, не се само бугарите, тој да помине, сега ќе излезе нешто друго. Па трето, па четврто, како и други земји околинава кај нас. Ете влегуваат 100 години веќе, дали Црна Гора, дали еви Србија и една друга. Ние сме па бетер од нив, така да не знам дека у цела ситуација, дека е само оваа пречката. Кога го давав името, како рекоа, НАТО и во Европска унија почнувате. Да, влегувавме во НАТО, што се вика, да, ама... Така, да, истиче времето. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, повелете. Поздрав од село Нежилово. Благодарам, поздрав до вас. Поздрав до телевизија 24, поздрав до водителот и од сите гледачи на ваша и наша телевизија. Повелете, благодарам. Па видите што е. Ова само сега ни фарба мора да се отвори уставот. Видите што се направи као прво. Меркур, па овој сега градоначалниците, ова е се политичка работа. Да се забашава се и да се направи уставни измени. И ќе го направат овие. Овие се моćни. Видите што работат. Се у петок ги затворат луѓето. 4 дена да бидат у притвор, па после не може никој да дојде од петок до понеделник. Видите што работат. Ова нема ваква држава во светот. Верујте ми, ова власт како сега. У петок затвора, 4 дена никој не може да им дојде од притвор. Не се работи. Затоа ова уставните измени не смеат никако да продам, а ќе поминат. Овие Скопје договор со патот заработија па добра пара, за 8 пратеника тоа се 8 милиона евра. Што е за ними? За ними е ситница. Кога еден 24 годишен човек зел удел 12 милиона евра, 13 милиона евра во тоа градата во Скопје, што е 8 милиона евра за нив? И ќе ги направат овие уставини. Слушате ми го зборот, па ќе правиме мувот. Така направија со престанскиот договор и ова ќе го направат. Овие се моćници. Добро, но ако не гласа опозицијата? Ама нема да гласат, ги мрдат по милион евра и со кога ќе заработиш ти милион евра. Јас садам кромпир овдека, се утеба од кога воден пензија 100 на кромпири, па немам динар ева. Пари не се заработат. Па значи ќе гласа опозицијата, мислите? Абе од лоповлик. И покрај тоа што Мицковски... По милиони евра, по 2 и готово. Пара е милиони евра. Ким дадат, ти ги надат таквија, ние сме алци за пари. Македонците се алци за пари. Ке надат таквија, ги им дадат по толку пари и ќе освенат устав. Да, благодарам, но велам, Мицковски тврди дека нема да има односно дека целата пратеничка група стои за тоа дека нема да ги подржала уставните измени. Односно, како што вели тој, ако еден од неговите пратеници замине на другата страна, тој ќе си поднел оставка. Добар ден, повелете. Добар ден и со поздрав до тебе и до редакцијата. Благодарам, повелете. Да, Мицковски ќе си даде оставка, така барем вети, затоа што прашањето за тоа дали ќе се отворат уставните промени или не, е веќе решено прашање. И тоа го решаваат САД и 26 земји од Европската Унија. А се случува бидејќи е тоа геостратегиско и геополитичко прашање после војната во Украина. Не е во питање ниту Македонија, ниту останатите земји од Балканот. Него е прашањето да нема руско влијание на Западен Балкан и да не се оствари рускиот сон за голема Бугарија. Мислам дека генерално кажа се околу ова прашање и
тука завршува приказната. Меѓутоа, сакам да кажам, ова што го кажам да го подкрепам. Ковачевски беше во Америка, кај Блинкен. Така. Ескобар дојде тука, Марси, 2 пати со Шолц и после тоа официјално на Германија. Со Макрон разговараше. Бундестагот донесе одлука, знаете каква е, да не губам време. Франција треба да донесе исто така. Јазикот наш се зборува во Обединетите нации, во Брисел. Фронтекс 18 година беше одбиен од Бугарија, па се потпиша сега. Судот во Лерин донесе одлука, познато ви и тоа. Да кажам и тоа, дека Македонија е близко до Европската Унија и дека билатералните прашања нема да се земат во предвид. Тоа го кажа Борел среде Софија. Значи, ова се се факти и аргументи кои зборуваат дека уставните промени ќе се случат, ние треба заеднички тоа да го решиме. Како две опозиција и позиција. Благодарам за вниманието, поздрав. Ви благодарам и јас ви поздравувам. Добар ден, повелете за следниот гледач. Ало, Повелете, добар ден. како Диме, почитувам водитело, многу ми ја натаживте душата. Јас сум толку сентиментален, ова за Мицко што го кажете, ке си одел. Тој не требал да дојде, почитувам водитело. Кој фактор е Мицковски? Тој не требал да дојде. Тројцата мускетари беа во Будимпешта и во Руската амбасада. Да, па добро, еден за сите, сите за еден, така може и да се толкува. Има запис. Сега беше во Брисел. Што не гукна нешто кога се врати од таму? А? Истите мускетари. Ама таму ги третира како 3 сестри. Ала, он важи како сестра, главна сестра. Срамота. Дојде од таму 2 збора што не изаби. А знаете зашто? Тие таму што го дочекале, точно, тие се опортунисти во тамошните држави. Ама лојални на својата држава. Овој која лојалност има? Овоја заме државата само од злоба. Една реченица со 3 убави зборови откако е појавен не кажал. Професор, доктор, па некој се лути што сум го викал улича. Еве го фобија од затворен простор. Па е по раскрстници. Кај му се студентите? Кај им држи предавање? Кој е тој Мицковски да ни ја запусти државава преку Путин? Умрето. Македонија постоела и ќе постои. И за на крај ќе кажам, уште еден Додик на балконот не треба. Тоа многу свесно одредени лидери од Европската Унија го знаат и за тоа Мицковски не да ќе си оди, него ќе го заборавиме за 3 дена, за час, пријатно. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете за следниот гледач. Ало, Повелете, добар ден. добар ден, господин Исо. Поздрав до вас, почит, повелете. Фала на поздрав, јас ќе те поздравам тебе и вашите гледачи. Благодарам, повелете. Види, многу тешка тема за мене ова. Мислам, тешка, не тешка да Ма јасно, ги потрошат две дилемата минути, е меѓутоа- голема, да, многу меѓутоа, непозната. Знаеш како, многу работи се измешани во нашите чувства, преме како македонци. И така да сето тоа произлегува од тоа што не е добро, мислам, некои работи не се добри. Ќе кажам, од став, значи не е став на партија, не е став, јас сум се уште од партиски, меѓутоа загриженоста, првото што го направи Ковачевски во Брисел, кога го одби францускиот предлог, бев среќен човек, знаеш, да ти кажам искрено. Бидејќи не прифаќав ова со стила, значи со уцена да се мора да се примат бугарите или било што друго, историја или заедничко чествување на Гоце, тоа зошто заедничко? Ако тие си го слават таму, ние таму, сега заедно ќе се собираме, значи као една држава. Тука значи многу дилеми има кај мене, неубави работи се случија и требаше оваа работа да не се припати. Мислам да не се почна тоа. И сега кога се почна, више, и сум во дилема, ти кажам, јас не би сакал ни да се
поради причината на Балканот, гледајќи ја ситуација, сите 6 земји што сакаме да бидеме во Европска унија, макар да ние повозрастни, нема до 30, не сум многу далеку, не е битно, меѓутоа убаво е да се во Европска унија во овој момент, ама овие работи што се случуваат, мислам дека не е добро да се прифатат бугарите со колективни права овдека, на бугарски јазик, на сите работи. Многу тешка работа, значи не можам да бидам мојот став е дека не би требало да се прифати ова. Поздрав и секој да буде. Благодарам и јас ве поздравувам. Добар ден, повелете за следниот гледач. Добар ден. Повелете, дали имаме некого, да? Добар ден, да, Се да. слушаме, вие сте, повелете, да. Да. Свака ви част, значи не вршите блокада како Канал 5 и како Сител, него слободно се јавува човек. Тоа значи демократска телевизија. Добро, да не Ова коментираме. време веќе нема промена прегледачки ранки, станете не се дел од неа. Значи тоа што ќе се оди мицкоски ништо не ни значи. Ако има предавство, ако се направат измените, тој треба да одговари и кривично, материјално и секако. А тоа што се, ако он поставен со намера да изврши предавство и после да бега, што да излази јас ќе напушам. Што ми гајле не ти ќе ја напушам, ти си одговорен, ти треба да водиш ова борбата, да речеме, за народот, борбата за младината, против дрогата, против тие што се мито, корупција, а не јас ќе напушам. Кој ти бе ти да кажеш ќе напушам? Ти си таму, дори си таму мора да се бори за правата на македонците и на сите други. Како што вика мојот народ, значи, на сите, значи се бори против дрога, против мито, корупција, комар се, а не да напуштаме. Што знам да кажем? Време за решение, нема промена на преговарачката рамка, уставите не се делне, уставите измени, не се тие измени формални, тоа е значи директен акт врз независноста на Македонија, не се тие уставни измени на коалициите и спики да ставаме, него треба да се каже кој измени, ние знаеме кој, ама сите баш не знаат, нема така се оправдува да се полеснува тежината на уставните измени. Тие уставот не е некоја врата, отвори, затвори, влези, излези, па не се тие обични, да ти кажем и друго, мислам, дека поише невладините организации башат атак врз структурата и врз да може да чуеш што го детето, да се жалиш, блокирана полиција, блокиран суд, све, однад нивни луѓе и однад идат и те блокираат. Значи, катастрофа. Така, благодарам ве, поздравувам. Сарацин информирал и дека власта и опозицијата во Германија ги поддржуваат промените во македонскиот устав. Па ете, ова би требало, предпоставувам, да ги охрабри оние кои се против, дека власта и опозицијата на Германија поддржуваат да се смени. Интересно би било, ние нешто дали поддржуваме или не поддржуваме за нивни некои уставни промени, вака, па дали би не... Дали би било релевантно во таа смисла, чисто да го слушнат мислењето. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушам, да, во програма сте, повелете. Па, видете, постојат две опции. Или одиме понатаму во Европа, или сме тапкаме вместо. Да, тој кажал, може да прифатите или не. Остануваме во 1893 година. Па сега, како ни е по кефов? Шо е кефот на народот? Јас не знам, Мицкоски го има завлечкано доста маса на народ, има најдено некои негови. Јас не велам дека се истомистелници, меѓутоа ете, тој му е на партијата таму шеф, и ги има завлечкано луѓето и луѓето урлат и викат, ајде, одиме, не сакаме вака, мада ниту размислува зашто не сакат. Тука е цела работа. Значи реков, ако не одиме понатаму, остануваме онаму кај што сме, односно уште поназад, кај што бевме некогаш. Значи во 19 век. Значи тоа не е добра работа, така да 21 век сме, треба да мислиме малце трезвено. Ова нека се разгледа овај предлог, нека се види, евентуално, ако нема други побарувања за, мислам, понатаму, треба некоја гаранција да имаме за таа работа, а ако нема други побарувања, јас сум, уставот тука нека се мени.
меѓутоа го менуваме уставот баш ради опозицијата. Оти сите овие членови што се здруженија, едно друго што се како да кажам опозицијски здруженија, тие се сите врти членови на ВМРО партијата. Така да не знам што се буни Мицковски. Така, ви благодарам за јавувањето, но токму она што го кажавте, еве, гаранција околу тоа дали би имало нови барања или не. Се чини дека не се остава ниту таа можност да се дискутира околу францускиот предлог. Во смисла во која тоа што е прифатено, изгласано јули, ако не се лажам, минатата година, како француски предлог, еве, дури воопшто ништо да не се бара околу одредени промени. Туку, еве, ајде, може ли да разговараме околу тоа дека мислам, Македонија со ЕУ, дека може да се гарантира дека нема да има нови барања. И може ли во рамки на францускиот предлог, хипотетски зборувам, да направиме анекс договор дека да се што е прифатено како француски предлог се ќе спроведеме, само да додадеме еве анекс дека нема да има други барања. Дека со тоа се затворени. Токму во контекст во кој Сарацин вели доколку ја менуваме проговарачката рамка, тоа ќе се претвори во бескрајни преговори. Па имено за да немаме потоа постојано преговори. Утре да се најде повод за нешто друго, па трето и така натаму, да го решиме сега. Ова се сите барања. Францускиот предлог е усвоен. Го прифаќаме, не спориме ништо околу тоа. Само да додадеме една гаранција дека тука завршуваат барањата, за да не се претвори во дополнителни бескрајни преговори кои инаку бескрајно траат веќе. И тоа не е исклучиво заради Македонија. А и кои секако ќе траат, ако е Западен Балкан во пакет. Затоа што само односите Србија со Косово, кои се услови исто така да се решат, а се сериозно закомплицирани, или состојбите во Босна, ентитет Република Српска и слично, Косово исто така самото по себе, и не треба понатаму да се зборува, дека се и тоа како објективни отежнувачки фактори. Се и кога Македонија сите услови би ги исполнила во овој момент. Би се кажало, но добро, чекајте, треба и другите да ги завршат, вие завршивте, почекајте. Да дојдете на ред. Добар ден, повелете. Здраво, здраво. Ве слушам, повелете, добар ден, да. Убаво кажано од твоја страна. Значи, имаш време за чекање до бесконечност. Као прво, више, не дали сваќаме, свесни ли сме дека више немаме што да пројавуваме интерес кон Европа. Што сега треба да земеме француски протокол да користиме? Него француски протокол. Горат коли како луди, градови цели се палат. У таква ли Европа да влеземе? Па таа Европа веќе у распад. Ова се трза и оние како ранета мечка кога највише тепа кога е ранета, така и Европа е ранета сега више. И се она трза, се бори за да успее некако она што си го планирала годините наназад да го реализира од кога се појави новата сила од истокот, од кога таа сила ќе им беди у Париз по втор пат од времето на Наполеон. Сега, затоа ли се борат они тука да ни менјаат наш идентитет со овие уставни измени? Кој е овој Сарацин, као пре него знам кој е овој специјален представник на ЕУ за Западен Балкан. Од која држава потекнува е? Што чудо човек? Од Германија, пратеник на Германија за Западен Балкан. Кога Германија прва ќе се ослободи од стегите на Америка, од јаремот амерички, тогаш ќе ни доаѓат и ни кажува ние што да правиме тука, дали да правиме уставни промени или не. Ако решиле толку да не даваат пари, ние обичните луѓе, мислам, они даваат пари во облик на кредити, еве и да ги пресечат кредитите, да не ги взимаме више, готово. Големо чудо, пак ли ќе пропаднеме или нема да пропаднеме, ќе најдеме друг извор на приходи, ќе најдеме начин како сами да произведеме пари, а не да чекаме милостиња од нив. Никакви промени на устав ни подразна, и тој Мицковски што се прави голем јунак, он ќе се откажал од челото на партијата, ако се откажал. Нека не продава пупки интриги, нека не прави ВМРО себе, нека размислат кој им е лидер, ги води право во провалија. Поздрав, пријатно. Благодарам ве, поздравувам, добар ден, повелете. Дали сум во програма? Вие сте, добар ден, повелете. Добар ден. Јас веднага да кажам дека сум против секакви уставни измени и више ми е дегутантно оваа тема да слушам цела година, више
Неću да се изразам неколку дрско, али не можам да ја гледам и се повраќа. Не можам да слушам за воа. Цел македонски народ е под стрес од вие уставни измени. Кога да светот зависи од нив и на живот и смрт кога да се они важни. И зошто во Македонија само македонскиот народ треба да дава, да се жртвува, да менја истории, да менја имиња, само македонскиот народ за некој иде во Европа. Дали некој од други малцинства нешто жртвува? Само ние ли треба се да жртвува македонците за да дојдеме во Европа? И така нас се ни однеле Европа. А овој господин Сарацин, не знам ли кој е, такви многу како него тука продефилира у Македонија, што наведуваат дека у Европа мет и млекото тече, нас Европа више ни однеле. На сите ни е јасно, ја не знам зошто се уште ги туркате вие емисии. Ја ве разбирам, вие работите за пари, али многу дегутантно, нас не иритира, јас сум вознемирена, не можам воа више да го гледам и да го слушам. Точно можам да го сменам каналот, ама на секој канал е истото. Уставни измени. Престанете више. Нема да пропаднеме, ако не влеземе сега за Европа, ќе влеземе понатаму. Нека си се среди Европа гледат. У сите земји имаат они демонстрации, Франција е хаос, се е хаос, они за нас ни кажат како ние да живееме. Нека не остат, ние сме малоумни, неписмени. Ние ги преживеавме 90-тите, кога беше приватизацијата, па сега без проблем ќе преживееме. Толку ви благодарам. Да, ви благодарам, ве поздравувам и разбирам до некаде, но тоа што е усвоено од Македонија, односно Македонското собрание, пред речиси еве точно година дена, францускиот предлог, еве сега доаѓа на ред да се реализира и во таа смисла се вжештува. Месец-два веќе се во прашање во кој треба ова да влезе во сериозна процедура за да воопшто функционира, инаку ќе се сведе на тоа дека декларативно сте прифатиле, а не сте го спровеле. Треба да се изјасниме во секоја смисла. Ако не, тогаш не, се откажува. Ако е прифатено, треба да се реализира. Инаку, ете, повторувам, Мануел Сарацин, специјален пратеник на Германија за Западен Балкан, кој е во посета на Софија, помеѓу другото, токму околу ете тие македонско-бугарски односи и перспективата на евроинтеграциите. Добар ден, повелете. Добар ден, почитувани со. Почит до вас, повелете, да, ве поздравувам. Па, некои компромиси што ги праве мудрото северно раководство ме потсеќаат на мене кога бев тазе бекер, односно кога стапува во брачните води. И јас сакав мачка, жената не сакаше, односно се извинувам, сопругата сакаше мачка, јас не сакав мачка и на крајот направивме компромис, зедовме мачка. Така и овие. Компромис постигнуваат со се што ќе им се наложи, се ќе прифатат. И така компромис по компромис, прифаќање по прифаќање, еве до каде стигнавме. Нели, како ни велеа, џабе идентитетот ако немате пари, сите тие пароли, нели, инвеститори милиарди не чекаат на границите, бесплатно европско здравство, како беа сите тие работи. И сето тоа помина. Сега, кога сме на ветрометина на секакви кризи, ние на кој начин размислуваме? Ние размислуваме вака. Па добро е што мудрото северно раководство апсеше пратеници и членови на ВМРО, како е Елена Доцевска, Жаклина Пешевска, и то пазете, тие обвиненија падна, значи никој не се извини за тоа. Дурловски, да речиме, Бетмен, значи нивните деца под какви стресови беа, со специјалци ги апсеа. И на крајот пак не резултира тоа со обвинение и со пресуда. И ние тоа го оправдуваме како гласачи. Оправдуваме да корумпираните елити си купуваат пратеници, а не да го покачат стандардот на граѓаните. Ние, значи, како гласачи сме проблема, не политичарите. Ако сакаме така, во ред. Благодарам и со застапеното време. Да, ви благодарам и вам и особено ете убав детал од ваша страна што направивте разлика помеѓу жена и сопруга. И ете тоа треба да им значи и на дамите, особено кога зборуваме и за тоа внимание односот меѓу себе. Не е во рамки на темата, но еве постојано можеме да дури и низ разговори на одредена тема да опфаќаме и други сфери преку изразувањето. Добар ден, повелете. Добар ден, повелете, да.
Ало. Да, ве слушам, во програма сте, повелете, да. Како рековте, овој Сарачини... Сарацин, да, Мануел Сарацин. Така? Да, пратеник од Германија за Западен Балкан. Во посета на Софија, така? Да, па таму ја дал изјавата за националниот медиум. Нормално. А тие се бившите фашистички сојузници, така? Оние истите што ја окупираа Македонија. И што беше одобрено претупувањето на македонците од бугарите. И бугарите беа сојузници со Германија, само заради тоа што му беше дозволено да го претопат македонскиот народ, односно од српски да го приначат во бугарски. Така за истите тие луѓе збораме, така истите сојузници. Така? Добро, ве слушам, да. И ние сега од нив бараме совет и ни велат тие дека преговарачката рамка е таа. Вие што очекувате, дека тоа ќе биде некако поинаку? Не, бе, како поинаку. Дека некако не гледате дека наместат во цела работа. А иначе овие што се бунат кој е Мицковски. Па Мицковски е тој истиот што пред 2 недели му дававте 5 министерски места. Го молете, нати 5 министерски места. Не поминае 3 дена, па му велете, ајде биди премиер. Тој истиот тој Мицковски. Без што го молите сега да ги извади Македонија од двете нозе војна чизма што му е Кларе Ковачевски, односно претходно заедно со тој договор. Како велиш ти гаранции за понатамошно исполнување на тој договор? А обврските превземени со овој договор, кој ќе ги превземе? Има некој што треба да ги исполни тие обврски, така? Јасно. Самиот Радев ви каже дека не е ништо, не бараме ништо ново, тоа што подпишате, тоа направете. Ето тоа е тој Мицковски што ви да можете носите, ќе му имиете, ќе му пиете водата. Ето тоа е Мицковски. И оне дим од Скопје како вели, па носите ќе му иба. Така, благодарам, поздрав до вас. Инаку да, Сарацин вели дека изгласаната резолуција од страна на Бундестагот, со оглед дека ете токму пратеник од Германија, недвосмислено се потврдува македонскиот идентитет, јазик и култура. И го прочитав тоа во почетокот, но еве сега затоа парламентот во Скопје мора да има мнозинство да ги внесе бугарите за да се финализира сето тоа. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Благодарам. Да, Сарацин е пратеник во германскијата влада и вашата новинарка Лепа Џундева имаше интервју пред 2 недели можеби. Со него? Да, ве следите. Инаку они нека зборат што сакаат за Сарацин, дали е фашист или не е. Меѓутоа сите македонци си го смене идентитетот, си пишаа во пасошот бугари, си отидоа во Германија на печалба. Па дали Сарацин добар или не е добар, тие таму што работат нека кажат. Затоа се враќаат овде со мечки. Што не се вратат голи и боси, што не отидат во Русија кај брат Путин да им купи мечка и да ги врати назад. Значи, зошто удираат со глава во зид? Оваа северна влада способна или мудра, а онаа патриотската или владата на патриотчињата каква беше, заостаната од времето на Александар Македонски? Па за тоа повикуваат на она во Франција што се случува? Па не ли е срамота? На што повикуваат? Да се тепаме? И тие што останаа во Македонија да ги утепаме? И тој бизнис што остана да го уништиме? Што да направиме? И тоа што остана од собранието да го изрушиме? Жаклина Пешевска не била виновна, а кој? Вие бесте или јас? Кој мапташе таму со рацете да ги праќа кај дозат и кого да го тепаат? Па Жаклина Пешевска е виновна и ово е виновен. Трајковски, овој што беше председател на собранието, како дозволи химната може да се пее, а не може да се гласа за председател? Кој е виновен? Јас не, вие не. Значи, тој што беше председател на собранието, како што знаеше и можеше да дозволи да се пее албанската химна, така требаше да дозволи да се гласа председател на собранието. И сите ќе видевме дали се изгласа легално или не. Значи, колку се дуи виновни, толку ВМРО може би и повеќе се виновни за се ова што ни се случува во државата. А нека не се гордеат со брат Путин. Ако брат Путин... Так, истече времето. Благодарам, ве поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Па еве време е за решение. Решени сме да не... решени сме, значи еве решение направивме дека нема уставни измени и нема да има. И не треба да има, значи. Народ стои за овие решенија. Значи, ние сме решени, не треба под
овие уцени закани од Бугарија. Зарем не знаете дека во тој протокол пишува дека ако нема напредок во тие историските прашања, дека нема ништо да се напредува. Зарем ништо како не отепаја, значи не отепаја сите, а посебно овој заев од кој дојде, значи. Овие работи што се случуваат, зарем не е тоа чепкање во идентитетот, да ти чепкаат и да ти менуваат историја. Значи, секако ќе има. А зошто му смета па после да се стават бугарите? Значи, пак ќе има проблеми и да се стават бугарите сега, ќе има проблеми. Ова нешто не сме ние македонците да го дозволиме. Ако некој се осеќа пак северно македонец или мисли дека треба да ни се менува се, е пак друга работа, нека си правят, нека бараят друго чаре, а ние, повеќето македонците, не сме за ова нешто. Доста ни беше ова понижување, доста веќе 7-8 години само со тоа се расправе, наместо да се фатат за работа, се едни крадеа можи, ама овие не доупропастија и на национално, и на економски, и на се. Институциите се на колена, секаде има, еве во Струга, никој, сите и општина и се где е само со дипломи од Кемерко купени. Зарем не се гледа што се пред дај нека застанет и албанци и македонци да застанет да почне нешто да се работат и да нема ни квоти ни нешто да се прима луѓе што се образовани за струката што барале да се вработаат. Ова не се поднесуваат повеќе, кај да појме во институциите сме револти. Благодарам ве, поздравувам, добар ден, повелете. Добар ден, поздрав од Каварен. Поздрав до вас исто така. Видите, јас се обидам малку од неутрална страна да ги согледам и да ги резонирам овие работи. Македонија сега не е на раскрсенци. Дали да ги прифатне уставните измени, да не ги прифатне. И јас сум да не се прифатат. Али мораме малку да размислиме што потоа. Ако не ги прифатнеме овие уставни измени, ќе бидеме затворени како во гето. Македонија е веќе пропадната држава. Ние се држиме на површината од помошта на Европска унија, на Америка и на други моćни држави. Еден рече од гледачите, тоа биле кредити, не. Има големи суми на пари во милиарди евра и долари, што се дадени како неповратни средства да обстанеме во живот. Џабе ние ако речеме, не сакаме да ги внесеме уставните измени, како ќе живееме после? Овие пензионери сега што се јавуваат, имаат редовни пензии сега, е добро. Толкави се толкави. Овие што протестираат во џетските организации имаат редовни плати и добри за наши услови. Ама тие барат и повеќе. Тоа ќе го немаме. Кажеме не на уставните измени, нема ни добри плати, ќе ги немаме ич, а не добри. Ќе ги немаме ни пензиите. Овие уставни измени мора да ги прифатиме и сакал јас или нечел и другите, за да отпочнеме преговори со таа пуста Европска унија. Не за да влеземе. Кога ќе ги отпочнеме преговорите, ќе не бидат достапни се уште тие финансиски средства од Европска унија, од Америка, донации, грантови, неповратни средства. Некако чалкалабулеме. Една жена рече од гледачките, нема да пропадне светот ако не ги прифатиме уставно. Светот не припаѓа, Македонија е пропадната. Сакале или нече мора да ги прифатиме тие реално дека се кажува, не партијски. Баш ме интерес, не ми е гајле мене која партија на властане, Вамара Лезер. Гледам дека не можеме да обстанеме во живот. Немаме нашето стопанство, немаме стопанство. И оние држави што отворија овдека фабрики, тие два и калабула, посебно германските фабрики, тие се најмногу на број. Од каде средства? Не можеме. Не може да обстанеме. Така, благодарам ве, поздравувам. Стигнавме и до крајот на ова издание на емисијата Очи во очи. Ви благодарам што го направивме тоа заедно и сериозно, особено имајќи предвиди сериозноста на темата и дополнително оптоварувањето кое сите го живееме во овој изминат период, токму околу тоа како ќе се развиваат понатаму состојбите по ова прашање. Но како и да е, еве, до есен би требало веќе да се знае на што сме и како ќе оди понатаму по ова прашање. Вие пак останете со Телевизија 24 во продолжение Централниот дневник во 17 часот. Довидување.